Утре во театарот Комедија со почеток во 12 часот ќе се одигра детската представа Миньоните на Дедо Мраз. Представа која што треба да ја погледнат сите дечиња со почеток од 12 часот. Представата е во продукција на театар Провокација, а режисер на истата е Роберт Ристов. Ова утро со актерите Мирјана Ристов и Роберт Ристов ќе разговараме повеќе за оваа представа, што се ќе имаат можност да погледнат дечињата во истата, но и зошто треба да ја погледнат. Ќе ви посакам добро и убаво утро и на двајцата. Роберт, што представува оваа представа и како настана, како дојдовте до идејата да режирате на ваква представа во која што ги спојувате и Миньоните заедно со Дедо Мраз? Добро утро, до гледачите на телевизија Алфа. Како дојде до идејата? Па Миньоните се ликови од цртаните филмови со кои што секојдневно растат децата, значи актуелни се последниве 10 години, можеби. И така да интересни се сами по себе затоа да се бељаджи, а деца сакаат кога се случува нешто такво на сцена. Но истовремено, нели, како и секоја друга представа, наша представа, детска представа, има еден едукативен момент каде што децата се учат на тоа дека не е страшно понекогаш да се погреши, но да се потрудиме, нели, да ги исправиме грешките и, нели, да се потрудиме во животот да правиме добри, а да не мислиме на луѓето лошо. Освен Миньоните имаме тука како лик и Скарлет, која што му опонира и му се појавува како некаква конкуренција на Дедо Мраз, која што сака да стане баба мразица, всушност дада мразица, затоа што, како што кажува таа, годините не ми ги пишува на чело, да се представи како помлада, и таа е представник на оние господи кои што сака поборници за женските права, велат дека зошто па не баба мразица, односно тета, дата мразица, зошто мора да Дедо Мраз да е тој што ги дели подароците. Така што ги доведуваме во некои ситуации самите деца да реагираат и да учествуваат, нели, во самата представа, што е правилно, што не. Во одредени моменти, нели, реагираат, се противат на Скарлет, и навиваат за Дедо Мраз. Миньоните се тука доста забавни, правејќи ги тие грешки од типот, не знам, најголемиот конфликт е тоа што тие не сакајќи го кинат списокот, кој што, нели, по кој што треба да ги адресираат самите подароци, тоа им е задачата од Дедо Мраз, и всушност голепат погрешно, така да станува еден голем хаос. Подароците одат на погрешни места и секој добива она што најмалку се очекува за него. Не знам, бабата добива цуцла, бебето добива кондури 45, не знам, тета Бети трактор добива, и сите се незадоволни, има реакции по медиумите, Дедо Мраз е избезумен од оно што му се случува, така што се обраќаме кон децата да дојдат и да помогнат за да се реши целата оваа ситуација, затоа што треба подароците да стасат во вистинските раце. Да, презабавно, искрено да кажам, едве чекам и јас да ја погледнам, а верувам дека и децата, затоа што ова што ни го опиша, навистина ни стави доза вака малку за да дојдеме на предизвик, да дојдеме и да погледнеме што ќе се случува, нели, утре. Мими, каков е предизвикот? Долго време играте представи за деца, каков е предизвикот и да се продуцира една детска представа, но и да се игра во истата? Предизвикот е голем, затоа што секогаш се соочуваме со нешто ново. Во однос на продукцијскиот дел, јас и Роберт тоа го правиме и веќе имаме влезено во некоја шема, нели, и знаеме точно како што треба. Меѓутоа, предизвикот е многу поголем за играње на детските представи, бидејќи навистина бараат посебна енергија, посебно внимание, расположение, секое детенце во публика да сака да те гледа, да се радува со тебе, да го насмееш. Така да, можеби за мене едно од најголемите убавини во животот што ми се случуваат е токму играњето на детските представи и радувањето на тие мали лица, кога ќе ги видам насмејани, навистина ми ја топла душата.
Обично кога станува збор за детските представи, нели има и ограничување од која до која за која возраст е, па за која возраст е намената, од колку години може да ги донесат дечињата и да ја погледнат оваа представа? Ова представа може да се донесе буквално за дете кое што е способно. Значи, ние со нашиот син да следи, ние со нашиот син веќе од 2-3 години веќе го носевме и тој следеше. Не знам, на 4 години гледаше филмови кои што траат по саат и пол-два. Така што секој индивидуално си го знае своето детенце, но не е лошо ни да се проба. Инаку ја препорачуваме до 12 години самата представа, ама мислам дека 10 години е вистинската граница. Но, ете, ни деца до 12 години може да ја пратат оваа представа. Ќе биде интересно, има доста смешни моменти, има многу хумор, многу музика, песнички, пееме заедно со дечињата, интерактивна е, да. Тоа сега кажам, интерактивна е представата и децата шекнуваат, бидејќи Дедо Мраз е од почеток до крај, нели, на оваа представа. Значи буквално тој ја отвара и тој ја затвара представата. Не се појавува само како лик на крајот од истата за да честита нова година, туку децата се вклучени во неговиот проблем и заедно тие го водат како да излезат од тој проблем Дедо Мраз, заедно со нив. Така да мислам дека може слободно и до 12 години. Ја сакаат оваа представа и миньоните се ликови кои навистина ги следат и поголеми дечиња. Да, некои од нашите колеги практикуваат во веќе постоечки представи да додадат лик на Дедо Мраз, што и тоа легитимно, нели? Но ние секогаш правиме представа која што е со новогодишна содржина, во која што Дедо Мраз се трудиме да биде застапен од самиот почеток до крај, затоа што децата доаѓаат овде за да го видат Дедо Мраз и за да видат представа со новогодишна содржина. Да, миньоните на Дедо Мраз, што ќе излечат децата како порака еве од оваа представа? Јас веќе спомнав дека таа полука е дека секој детенце може да сгреши, но при тоа треба да се потруди да се поправи. Миньоните се тие што грешат, но подоцна и нели му помагаат на Дедо Мраз да си дојде на своето место. Така што мислам дека тоа е убава порака која што ја испраќаме до дечињата. Тоа бараме да бидат ведри, насмеани и да се трудат во животот, да ги прават тие добри дела за да прераснат во едни прекрасни, добри личности. И она што знам дека сега многумина ќе си го постават како прашање, нели? Каде како можат да се најдат билетите? Верувам дека и пред представата ќе може да се купат исто така на билетарницата на Театар Комедија. Билетите можат да се купат онлайн на сајтот на Театар Комедија, исто и на самата билетарница на Театар Комедија. Се надевам дека ќе може да се купат и пред, меѓутоа би посоветувала да ги резервираат билетите однапред, со цел некој детенце да не се разочара да нема место па да биде вратено. Да, сега со достапноста на билетите онлайн мислам дека се е полесно, така што ете препорачуваме со време да си набават билети. Да. Билетите се по цена од 300 денари, ете и тоа, да се каже, може би убаво. Да, убаво е децата да се учат уште од мали нозе на култура, убаво е да се носат во театар и секако да ја доживеат културата на вистински начин, а убаво и кога се трудат актерите и режисерите и продуцентите да направат и на убава детска театарска представа. Ви благодарам на вашето одвоено време. Да го искористам само моментот да му се заблагодарам на директорот Дарко Спасов што ги отвори вратите на Театар Комедија за театар провокација за да прикаже една детска представа. Впрочем, тоа е идната публика на овој театар, ги навикнуваме да влезат во театар и да видат како тоа изгледа театар и секако и на вас што секогаш не оставувате простор за да ги промовираме нашите нови проекти. Ви посакувам секако успешни уште многу представи до следната нова представа која што ќе ја направите. Благодарам. Благодариме, а на сите гледачи посакуваме среќни празници, желбите нека се исполнат, само убави ни посакуваме на сите.